Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Американскиот секретар за одбрана вели дека САД можеби ќе го забрзаат повлекувањето на војници од Ирак. Роберт Гейтс рече дека безбедносните услови во земјата се подобруваат. Американската армија треба целосно да се повлече од Ирак до 2011-та, а борбените сили веќе ги напушти ирачките градови минатиот месец. На последниот ден на посетата, Гейтс се сретна со председателот на автономниот курдски регион во Ирак, Масуд Барзани. Средбата се одржа во главниот град на регионот Ирбил. Гейтс се обидува да помогне во премостување на јазот меѓу ирачките етнички курди и мнозинството арапи. Кина и Соединетите Американски држави по дводневните разговори во Вашингтон ветија засилена соработка во областа на трговијата и климатските промени. Американската државна секретарка Хилари Клинтон вели дека и Вашингтон и Пекинг се загрижени за Северна Кореја и Иран околу производството на нуклеарно оружје. Таа истакна дека и обете земји стравуваат дека Иран може да отпочне трка во вооружувањето на Блискиот Исток. А американскиот секретар за финансии Тимоти Гајтнер рече дека ја уверил Кина дека САД ќе преземат чекори за контрола на растечкиот фискален дефицит со цел да се зголеми вредноста на доларот и да се заштити вредноста на огромните кинески инвестиции во САД. Американскиот председател Барак Обама има планирано уште јавни настапи денеска во обид да ја зајакне поддршката за неговиот план за реформирање на системот за здравствена заштита во САД и да го зголеми притисокот врз Конгресот да го усвои. Средбите со граѓаните ќе бидат во Рали, Северна Каролина, во училиште и во супермаркет во Бристол, Вирџинија. Неговата цел е да ја прошири здравствената заштита на повеќе од 40 милиони луѓе кои не се осигурани, додека во исто време да ги намали трошоците за најскапиот здравствен систем во светот. А во приложение ќе зборуваме за расното профилирање во Соединетите Американски држави, контроверза што беше особено поттикната откако бел полицаец уапси професор од африканско-американско потекло. Апсењето на харвардскиот професор Хенри Луис Гейтс и неговото тврдење дека расизмот играл улога во постапката на полицаецот Џејмс Кроли предизвика национална дебата. Раководителот на Националната асоциација на црни полицајци, Чарлс Вилсон, вели дека многу често полицијата запира, испрашува или апси луѓе врз основа на бојата на нивната кожа, а не врз основа на вистински докази. The institution of policing is and always has been inherently biased. Тој вели дека заради предрасудите спрема обоените, ова мора да се прифати како факт. Расно профилирање е пракса да се употреби расата или етничките карактеристики во одредување дали лицето има веројатност да извршило кривично дело. Например, статистиката покажува дека црните возачи почесто се запирани и претресувани отколку белите возачи. Скот Њуман, хотелски менаџер, вели тоа му се случило нему. Ме запре полиција без причина, не возев брзо, го претресоа целиот автомобил барајки дрога или нешто друго, не најдоа ништо. Пол Батлер, поранешен федерален обвинител, бил уапсен пред неговата куќа заради несогласување со сосед во врска со место за паркирање. Според податоци на FBI, црните мажи се 7 пати повеќе затворени од белците. Истражување на ABC пак покажа дека мнозинството црнци велат дека не добиле ист третман како белците. И во неколку држави црнците ги добиле судските постапки заради расно профилирање против полициските служби. Расното профилирање било особено изразено во 60-тите, но од тогаш многу е променето. Пензионираниот полицаец од Њујорк, Пит Рубино, вели дека во случајот на апсење на харвардскиот професор, полицајците се вознемирени од обвиненијата дека делувале со расна предрасуда. Денес, кога се одговара на повици, постои чувство на опасност да не се направи грешка, вели тој. Полицискиот оддел на Кембридж е еден од оние кои инсистираат на програми што на полицајците ќе им помогнат да ги сватат културните разлики и да ги смират ситуациите полни со тензија, токму за да се надминат негативните перцепции.
Експертите за недвижнини велат дека трендот за еколошки згради остана и покрај економската криза. Имено овој тренд се разви кога цената на енергијата нагло скокна. Купувачите и денес бараат вакви градби покрај тоа што се поскапи, а меѓу агентите за недвижнини се диференцира една посебна група што работи на овој пазар. Майкл Кифер е агент за недвижнини. Објаснува некои од еколошките компоненти на станот што го покажува на клиент, потенцијален купувач. Кифер вели дека апаратите во кујната штедат енергија и се според стандардите на Агенцијата за заштита на животната средина и одделот за енергија. Тоа значи помали сметки за струја и поголема заштита на животната средина. Кифер е еден од специјализираните агенти за недвижнини за еколошки домови. Работи во Вашингтон со околината. Многу од моите клиенти сакаат да знаат повеќе за економичноста, за влијанието на здравјето, прашуваат што треба да бараат од новиот дом. Додека цените на пазарот на домување драстично паднаа поради актуелната економска рецесија, експертите подвлекуваат дека еколошките домови често се поскапи од традиционалните. Но многу потенцијални купувачи како Ким Корберт Найт велат дека тоа не ги одвраќа. Преферирам повеќе пари да вложам однапред за поголема заштита на енергија подоцна и за почиста животна средина. Собственикот на куќа Сет Гарланд вели дека има голема разлика во сметките за струја меѓу традиционален и еколошки дом. Ние плаќаме 1/3 од сметките на оние со традиционален дом, со иста големина во зимските месеци. На нивните $500 месечно за грејење ние плаќаме $150. Од тука не е за изненадување што барањата за агенти за недвижнини што има сертификат за продавање еколошки домови се повеќе се зголемуваат. Утре во Newsflash, САД за 10 дена ќе започнат да тестираат вакцината против свински грип на луѓе. Тоа беше се за ова емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Повеќе информации, знаете, веќе ќе добиете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска.